Да се биде хроничар за Скопскава регија, посебно за населените места во руралниот дел кои се распослани во Скопско Черногорие, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги забележи оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини повторно, интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните, што ги опишува тој летописец, успева да му ги доближи до обичниот човек, а обичниот човек не е пасивен набљудувач, туку активен учесник во тие настани. За честното свештенство Христа ѓаполство, за сиот мир и за сите луѓе. Скопско Черногорие е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно тие села е и селото Смилковци. Атарот на селото Смилковци, како споменишна целина, има големо значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединечни градби кои ги имаат карактеристиките на културно наследство како едно од најстарите човекови населени простори. Тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова село, формирано во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување, се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци кои потврдуваат дека ова село било населено во давнишни времиња. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години ги крстарам нашите рурални региони. 30 години сум гостин, така да речам, скоро во 1984 македонски села, од кои што 70% се села од истиот серијал што го имаме од овие документарен серијал, тоа е насловот Заборавени, а од кој што, ете така да речам, сега тука се наоѓам во Скопскава котлина, каде што Скопскава котлина ја крстарам некаде околу 20 на години. Ете, почитувани мои, според Господовото провидение, на денешен ден, 22 март, ова 2026 Господово лето, на сам ден на празникот 40 великомаченици, каде што викаат старите дека на овој ден започнува пролета, каде од овој ден веќе не напушта зимата, се наоѓам тука во општината, поточно речено, една од десетините општини одека во градот Скопје, тоа е општината Газиваба. Се наоѓам тука во североисточниот дел, во населеното место Смилковци, а тука позади мене се наоѓа и манастирот, кој што чие име го носи на светите 40 великомаченици. Да напомнам дека во Република Македонија со вакво име има 2-3 манастири, односно цркви. Тоа е црквата во Струмица, црквата во Битола, манастирот во селото Орман, кој што припаѓа на општината Ѓорче Петров, и овај манастир
свети 40 маченици кои што се наоѓа во селото Смилковци. Ете, почитувани мои, заедно со мене се и снимателот Виктор Костевски, тука е Димче Ковиловски, тука е и Драгослав Миновски, кои што се дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм. Дојдовме да направиме нова документарна репортажа, која што сето она што ќе биде снимено денеска, како што е тоа од утринската богослужена литургија, како што е од благословениот ручек, односно трпезаш, кој што ја спремаат членовите, покрај членовите на манастирскиот одбор. Тука се и петмината кумови, така да наречам домајчини, овдека денеска во овој манастир, и сето она што ќе биде снимено ќе биде преточено во оваа нова документарна репортажа. Ете како што вели народот, Господ милуваше по една година, поточно речено кога во 2025-тото Господово лето го посети селото Смилковци по покана на манастирскиот одбор на манастирот Свети 40 маченици во Севастеја, да присуствувам на поставувањето на Светиот крст во манастирскиот двор, да направам документарен аудиовизуелен запис, повторно да наминам во селото Смилковци, поточно речено не само да бидам гостин на празнувањето на патронот на овој македонски христијански православен храм, чие име го носи на 40-те маченици од Севастија, воедно да направам и нов документарен аудиовизуелен запис од ова празнување. И навистина така и бидна. За скопското село Смилковци овој пат не тргнав со мојот стар пријател и сопатник, со мојот джип со камазот, кој го оставив малку да се поодмори, да се среди, да се подготви за патешествијата кои го чекаат ова 2026 во Господово лето, туку со јавно-приватни скопски автобуси на скопското сообраќајно предпријатие меѓу Скопјани попознато како ЈСП, во раните утрински сати за да присуствувам на утринската богослужба во чест на 40-те маченици од Севастеја, каде што ме пречека првиот меѓу еднаквите членови на манастирскиот одбор Благојче Трпевски, заедно со еден од непознатите географи, антрополози, етнографи и историчари не само во македонскиве, балканскиве, туку ширум Европа, воедно дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миновски, кој беше дојден во нова истражувачка мисија во Скопскава регија. Почитувани мои, пред да го видите документарниот аудиовизуелен запис од денешното празнување, посветено на празникот Свети 40 великомеченици, овдека во манастирот Свети 40 великомеченици во селото Смилковци, предлагам да ве запознаам со досегашниве историографски истражувања, пред се духовно православно христијански, на професорот Драгослав Миновски, еден од денешниве современи, не само во македонски простори, и туку и балкански простори, географи, историографи, етнолози, кој што овдека во ова регија беше дојден по една нова документарна, односно истражувачка мисија, а сето тоа што го има тоа истражено, воедно и копајќи низ архивите ширум Македонија, предлагам да го проследите во продолжение на оваа репортажа. Љубовта Божја спрема човекот е неизмерна и би ја споредил со убавиот прекрасен пролетен ден. Насекаде, каде и да одиме во тој прекрасен пролетен ден, ние ја чувствуваме Божјата љубов кон нас. Таа Божја љубов ја гледаме и во нашите семејства, во љубовта кон нашите родители, кон нашите деца и нашите сестри и браќа. Таа љубов ја гледаме во самите себе, бидејќи човекот е создаден од љубов од страна на пресветите и непорочни богодостоинствени раце на единиот и вистински Бог, кој ги создаде небото и земјата
и човекот преку себе го позна Господ Бог, својот Создател. Прекрасен пример на Божјата љубов е нашата црква, Божјето семејство, заедницата на оние кои одговориле на Божниот повик да го следат. Бог секогаш не повикува да бидеме дел од православната црква, затоа што тој не сака. Секогаш, кога ќе се собереме заедно да ги проследиме светите божествени тајни, ја славиме таа љубов. Љубовта кон Христа е незаситна. Колку повеќе го љубиш, толку повеќе мислиш дека не го љубиш и сакаш се повеќе и повеќе да го имаш во себе и ти да бидеш во него и со него. Исто така, го употребуваме зборот црква, каде се среќава заедницата. Црквите се исполнети со прекрасни слики, икони и фрески, со символи, со знаци кои што не подсетуваат и во кои го чувствуваме присуството на нашиот Створител и неговата Божја љубов. Со нашето присуство в црква се чувствуваме изобилно сигурни, затоа што сме во својот дом, во домот Господов, каде е и Бог во секој дел од храмот. Особено во зборовите од парохискиот свештеник и псалмопевецот, преку кои ни зборува самиот Бог. Преку зборовите ги слушаме упатствата и советите на животот за човечноста. Без црквата нема спасение. Црквата е наша духовна мајка, која не родила со вода и со дух при крштенијето. Господ Исус Христос целосно се идентификува со својата црква. И оној што го бара Христос, Спасителот, надвор од неговата црква, никогаш нема да го види неговото лице, освен во судниот ден. Затоа, должност ни е секогаш да му благодариме на Бога за изобилната негова благодат. И да се држиме за својата мајка црква, зашто, не дај Боже, ако човек замине во пекол поради своите неисповедани и непокајани гревови, црквата може да го избави со помош на своите литургии дадени од Бога преку помени, милостиња и жртва. На самиот почеток од моето многу часовно седиско приоѓање на најмладите за нашата вера православна, морам да ви кажам дека нема да ви одземам многу од вашето скапоцено време. Ќе се потрудам во најкратки црти да ви ја дадам сршта од нашата православна вера, но на вас ќе остане да си ја преповторувате, да ја научите и да ја пренесувате на колку што можете повеќемина кои малку знаат за Бога. Тоа е должност не само на свештеникот и на богословот, туку е должност и на секој православен верник. Овие почетни часови по веронаука за најмладите се лесно читливи и лесно можат да им ги дадат и да ги научат преку моето пишување и родителите, и дедовците, и бабите, и постарите на своите деца. Да ги подсетат најмладите дека нашата вера православна нас не одржала низ вековите како народ македонски и верата во Бога била од секогаш наш живот, а тоа го читаме во Библијата и во Стариот и во Новиот Завет, каде меѓу ретките народи на многу места се спомнува и нашиот македонски народ. За Бог дознаваме од Светото Писмо, Библијата. Библијата е збир на свети записи, кои се напишани од боговдахновени луѓе, во кои се запишани многу вистини и тајни кои Бог им ги открил. Светото Писмо е откровение Божјо и се дели на Стар и Нов Завет. Стариот Завет е сојуз на Бог со луѓето, ветување преку избраникот Божји, патриархот Авраам и неговото богоизборно потомство. Во Светото Писмо, Светиот Завет, преку светите записи, се опишуваат настани од стварањето на светот, па се до раѓањето на оној преку кого е створен светот, Господ Исус Христос. Новиот Завет е сојуз на Богочовекот Исус Христос со луѓето. Сите настани и мистерии од Стариот Завет во Христа добија објаснување и полнота. Во Светото Писмо, Новиот Завет, во светите записи очевидци ги опишале настаните од раѓањето на Господ Исус Христос, па се до неговото славно воскресение од мртвите и вознесувањето. Детално е опишано и слегувањето на Светиот Дух
на првите Христови ученици, нивната проповед во името Негово и божанската наука. Во тие записи е предскажано се што ќе се случи до второто Христово доаѓање и страшниот суд. Господ Исус Христос се именува Богочовек, бидејќи во себе ги има двете природи. Божанска од Бог Отец и човечанска од својата мајка, Пресвета Дева Марија. Таа Бог го родила во човечко тело. Божјата и човековата природа се во единствениот и ист Христос, Синот Божји единороден, се соединиле неслиено, непроменливо, неразделливо. Христос истовремено е и Бог и човек, затоа и се нарекува Богочовек. Еве Свети Јован Богослов што ни дава. Филип му рече: Господи, покажи ли го Отецот и достание. А Исус му одговори: толку време сум со вас и зар не си ме познал, Филипе? Кој ме видел мене, го видел Отецот. Па како што ти велиш, покажи ни го Отецот. Не веруваш ли дека јас сум во Отецот и дека Отецот е во мене? Зборовите што ви ги кажувам, од себе не ги зборувам, туку од Отецот, кој е секогаш во мене, тој ги врши делата. Верувајте ми дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Ако ли пак не веруваш во мене заради делата, вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и поголеми од нив ќе врши, зашто јас си одам кај Светиот Отец. И што и да посакате од Отецот во моје име, ќе ви го исполнам, за да се прослави Отецот во Синот. Ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Јас ќе го помолам Отецот и тој ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека. Духот на вистината, кого светот не може да го прими, зашто не го виде, ниту го познава, а вие го познавате, зашто во вас е и во вас ќе биде. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам кај вас. Уште малку и светот нема да ме гледа, а вие ќе ме гледате, зашто јас живеам и вие ќе живеете. Во оној ден, вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец и вие сте во мене. И јас сум со вас. Кој ги има заповедите мои и ги пази, тој е оној што ме љуби. А кој ме љуби мене, возлюбен ќе биде од мојот Отец и јас ќе го возлюбам и ќе му се јавам сам. Господ Бог нема телесни очи, а сепак се гледа. Гледа и тогаш кога е темница. Исто така, го гледа ситниот песок, ги гледа ластовичките, цвејќето, како и големите мориња, планини, звездите и сонцето. Тој се гледа и се согледува. И нас не гледа. Ги гледа нашите срца и знае се што мислиме и се што правиме. Ние него не го гледаме, зашто тој нема тело, тој нема раце, нема нозе. Бог е дух. Бог секаде е присутен и од него не можеме да се сокриеме. Тој е на небото и на земјата, горе меѓу звездите и долу во морските длабочини. Само еден е Бог, но во него се три лица: Отец, Син и Свети Дух. Тие се три лица, но сепак само еден е Бог. Трите божествени лица се викаат со едно име Пресвета Троица. Мир на тебе што ни благовествуваше. Да речеме, Почитувани мои, утринското сонце беше високо изгреано над Скопска Црна Гора.
Сончевите зраци го милува селото Смилковци, а воедно и манастирот, чие име го носи на светите 40 великомаченици. Од кај Сковско Црногорие, од кај селото Смилковци, а предси од целата Шкопска колија, се зареди врв улица народ во правец на манастирот Свети 40 великомаченици. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, пред да го видите аудио-документарниот видеозапис од утринската богослужена литургија, која се одржа во манастирот чие име го носи на светите велико 40 маченици, со која чино начествуваше парохискиот свештеник од Шкопското црковно наместништво, заедно со соборниот народ, предлагам да ве запознаам со досегашните мои историографски, а пред се духовно православно-христијански истражувања за самите 40 великомаченици, кое истражување го направи во изминатите години, копајќи низ архивите овдека ширум Македонија. Почитувани мои, предлагам да го проследите ова мое досегашно истражување во продолжение на оваа репортажа. Светите славни и праведни 40 маченици во Севастија, Кирон, Кандид, Домини, Исхи, Иракли, Смагард, Евоноик, Валент, Вивијан, Клауди, Приск, Теудол, Ефтихи, Јован, Ксанти, Илијан, Сисани, Аги, Агејцеј, Флави, Акаки, Атанаси, Кирил, Сакердон, Николај, Валери, Филкон, Тимон, Северјан, Худион, Мелитон и Аглај, сите од Кападокија биле римски војници во полкот на свирепиот прогонител на христијаните Ликинии. Сите тие биле млади, убави јунаци во битките со исти чин, мудри и набожни христијани. Кога Ликиний дознал дека сите тие се христијани, им наредил да се поклонат пред римските идоли и да им принесат жртви, но тие тоа го одбиле, велејќи му дека тоа го прават само пред Бога, бидејќи веруваат во Исуса Христа. Ликиний им се заканил дека ќе им ја одземе војничката чест. Кандил, еден од 40 маченици, на свирепиот прогонител на христијаните, Ликиний, му одговорил: не само војничката чест, туку и телата земјини ги, нам не ни е ништо помило и почесно од нашиот Бог Христос. По ова, Ликиний им наредил на останатите римски војници од злогласниот полк, кој шурово ги гонел христијаните, да ги каменуваат овие светии. Но кога римските војници фрлаа по нив камења, камењата се враќаа сами и паѓаа врз тие што ги фрлаа, па луто ги изудираа. Еден камен му падна на Ликиний в лице, кои му го изобличија неговиот лик. 40 маченици биле однесени во Ерменија, во градот Севастија, кај Агриколај, кој бил зет на Константин Велики, императорот на Источната Римска империја, каде што биле убедувани да се откажат од христијанството и да му се вратат на идолопоклонството. Светите славни и праведни 40 маченици во Севастија на безбожниот судија Агриколај му велеа: што сакате правете со нас, ние сме христијани и никогаш нема да се поклониме на идолите. По наредба на Агриколај, мачителите ги врзале светите маченици и голи ги фрлиле во заладените езерски води. Времето било зимско, дувало силен ветар, а водата мрзнела околу телата на младите маченици. Мачителите покрај езерото направиле голема бања со топла вода, со надеж дека светите маченици, за да се стоплат и спасат од студот,
ќе се откажат од Господ Исус Христос и ќе ги признаат идолите. Само еден маченик не можел да издржи, излегол од езерото и влегол во бањата со топла вода. Но само што почувствувал топлина, веднаш се растопил како во сок. Светите славни праведни маченици во Севастија, ноќта ги осветлила од небото необична светлина, се растопил мразот, водата во езерото се заграела, а и телата на мачениците. Војниците стражари заспале, а само затвореничкиот стражар по име Аглаи не спиел. Погледнувајќи кон нив, видел како светлоста ги осветлува и подигнувајќи ги очите нагоре, погледнал кон небото, од каде што доаѓала таа светлост и забележал како 39 пресијански венци се спуштаат од небото на главите на светите маченици. Веднаш ги разбудил стражарите, се соблекол и влегол во езерото громогласно викајќи: „И јас сум христијанин“, и на неговата глава слегнал последниот 40-тиот венец. Светите маченици на број пак станале 40. Побожната мајка на најмладиот маченик, Мелитон, стоела покрај брегот на езерото и ги храбрела мачениците јуначки да издржат. Незиното срце најмногу стравувало за својот син, како најмлад да не се исплаши од маките и да не се откаже од Бога. Подавајќи ги своите раце кон него, го храбрела говорејќи: „Не плаши се, чедо, гледај, Христос пред тебе стои и ти помага“. Утредента мачителите се изненадиле кога ги виделе живи и непремрзнати од студената вода и мразот мачениците. Злобниот Агриколај се разгневил и наредил мачителите да ги излечат страдалниците на брегот, колената да им ги искршат, да им ги издробат коските на ситни парчиња. Мачителите ги ставиле телата на мачениците во кола и ги одвеле да ги изгорат. Младиот Мелитон го оставиле, не го зеле, бидејќи бил се уште жив. Но храбрата мајка, гледајќи дека само незиниот син го оставиле, ја отфрли женската слабост, доби машка сила, го зеде синот на својот грб и смело одеше зад колата. Мелитон, носен на грбот на својата мајка, со насмевка на устата го испушти својот дух. Тогаш мајката со брзи чекори ја достигна колата со мачениците и мртвото тело на својот син го стави на телата на другите маченици. Мачителите, изгорените свети маченици, ги фрлиле во езерската вода. На третиот ден, светите маченици му се јавиле на епископот Петар да дојде ноќта и да ги извади моштите од водата. Епископот Петар во темната ноќ на површината на водата ги виделе коските кои светеле како звезди, ги собрале сите коски и најмалите и честно ги погребале. Тоа сето се случило во 332 година. Гревови прегрешенија, просиме од Господа. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Смилковци по покана на манастирскиот одбор на манастирот чие име го носи на светите 40 маченици во Севастеја, каде што на местото викано Крешиколе, на самиот брег на Смилковското езеро, во чест на 5 млади момчиња што загинаа на сам ден на Велики четврток во терористичкиот акт во 2012 година и по иницијатива на местните заедници на селата Стајковци, Смилковци, Црешово и Винче на 23 февруари 2013 година со благослов на поглаварот на Македонската православна црква, неговото блаженство господин Стефан, започна изградба, а на 21 март, поточно речено
на сам ден на Маденци 2024 во Господово лето, осветена од архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Со кого си благословен заедно со пресветиот, благиот и животворен Твој дух, сега и секогаш и во вечни векови. Почитувани мои, предлагам во продолжение од оваа документарна репортажа да го проследите по големиот дел од утиниската богослужена литургија која се одржа овдека во манастирот Свети 40 великомученици, со која чино начествуваше парохискиот свештеник од Скопското црковно наместништво заедно со соборскиот народ во продолжение на оваа репортажа. На време еден човек пристигна кон Исуса и велејќи му рече: Учителе, го доведов при тебе сина ми, во кого има нем дух, и секогаш каде и да го фатим, го крши тој. Се изгубува и чкрта со зависен, здравува кажав на учениците Твои, да го изгонат, но тие не може. Исус му одговори рече: Ороде неверен, до кога ќе бидам со вас, до кога ќе трапам, доведете го при мене. И го доведоа кај него, штом го виде веднаш духот, го стреси и тој падна на земјата и се алкаше. Запнат го праша Исуса: Татко, колку време има откако станува? Тоа со него тој одговори: Од детинство. Многу пати духот го фрло во оган и во вода за да го погуби, но ако можеш, смилуј се над нас и помилуј не. А Исус му рече: Ако можеш да поверуваш, се е можно за оне што верува. И одеднаш татко на момчето извика и со солзи говореше: Верувам, Господи, помогни на моето неверие. А Исус, штом виде дека се собра народ, му запрети на нечистиот дух и му рече: Дух неми и глуви, јас ти заповедувам, излези од него и не влегувај веќе во него. И кога извика силно, го стресе, излезе, а момчето беше како мртво, така што мнозина вереа дека е умрено. Исус пак кога го фати за рака, го исправи, и тоа стана. И кога влезе Исус во Епен, учениците негови го праша насамно зашто ние можеме да истераме, и ми одговори тој род: со ништо не може да се истера освен со молитва и пост. И кога излегал таму, минува преку Галилеја, и он не сакаше некој да разбере. Господи, Отец наш Стефан, митрополит Скопски, архиепископ Охридски и Македонски, и на Јустинијана прва, да го спомене Господ Бог во царството Свое, за светово Христа наше братство, и уште се молиме за блажените и секоја спомнувани со златари на овој свет храм, за сите порано упокоени отци и браќа и сестри кои почиваат овде и на секаде во православните земји. Уште се молиме за оние кои предонесуваат и добрни права за овој свет и за се храм, за оние што се трудат, пеат, и за луѓето што присуствуваат, очекувајќи од Тебе голема и богата милост, зашто си прости човеколюбец Бог, и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш
и во вечни векови. За 30-та песна и пееме сега да одложиме секоја животна грижа да го приеме царот на сите невидимо, носен од ангелските чинови. Алилуја, алилуја, алилуја. Ние кои единствено ги изобразуваме хероините на животворната Троица, 30-та песна и пееме сега да одложиме секоја животна грижа да го приеме царот на сите невидимо, носен од ангелските чинови. Алилуја, алилуја, алилуја. Благочестиви и Христолюбиви род православен, да помилует Господ Бог во царствие Своje, сега и присно и во веки веков. Амин. Титори и приложници и отборници и градители на овој свет храм, да ги спомене Господ Бог во царството Свое, сега секогаш и во вечни векови. Блаженнейшиот архиепископ наш, Охридски Македонски, заедно со Светиот Синод на Македонската православна црква, да ги спомене Господ Бог во царството Свое, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Благочестивите и Христолюбивиот наш народ и сите што стојат на молитва, градителите, помагателите на овој свет храм, да ги спомене Господ Бог во царството Свое, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Уште се молиме за мило, живот, мир, здравје и спасение. Се молиме за кумовите на овој светов ден, осветен на 40 маченици и младенци, а тоа се благочестивите семејства на Благојче, Дијана, Жаклина, Давид, Сања, нивните семејства, роднини, пријатели, да ги спомене Господ Бог во царството Свое, сега секогаш и во вечни векови. Амин. И сите што стојат на молитва се молат на овој свет храм, да ги спомене Господ Бог во царството Свое, сега секогаш и во вечни векови.
по молитвите на сите свети, на патронот на овој свет храм, браќа и сестри, посветен на 40 маченици, кои што денеска пострада, а еве денеска и палиме свеќа за спомените, за деновите кои што еве сите сме сведоци на ова место кој што на начин со молитва, со палење на свеќа го обележуваме светиот ден, ги споменуваме за жал тие што настрадаа на ова место. Еве го повикуваме името Господово. Денеска во молитва се молиме заеднички, ги споменуваме сите свети, но и настаните кои што се случија овдека и во целата наша држава. За значењето на свеќата, за палењето на свеќата се кријат владоки, символики, кои што светиот Симеон Солунски 1429 година ни кажува дека свеќата која ја палиме ја има ова значение. Ја символизира чистотата на нашата душа, зашто е направена од чист восок, исто така и мекоста на душата, врз која можеме да напишеме било што, уште и Божјата благодат, зашто восокот доаѓа од мирисни цветови, обожувањето кое треба да го достигнеме, зашто таа се пали со оган и го храни и светлината Христова која ја гори и осветлува темнината. На крај, љубовта и мирот, особено на секој христијанин. Зашто? Додека гори таа со својата светлина го просветува и утешува човекот кој е во темнината. Палејќи свеќа треба да се сеќаваме дека треба да живееме во светлината која сме ја добиле со нашето крштевање. Зато крштевањето уште се нарекува и просветување, браќа и сестри. Затоа, за време на крштевањето држиме запалена свеќа. Оваа светлина е огнот на Светиот Дух и таа се пали во нашата душа секогаш кога учествуваме во светата литургија и се причестуваме. На крајот на секоја света литургија пееме: видовме вистинска светлина, го примивме Духот Небесен, ја најдовме верата вистинска на неразделната Троица и се поклонуваме зашто таа не спаси нас. По молитвите на сите свети, еве браќа и сестри, денеска на оваа недела на Свети Јован Леспенчки, на 22 март 2026 лето Господово, 9 март, ден недела, го обележуваме патронот на овој свет храм, браќа и сестри, на Велигденскиот пост. Денеска ги празнуваме светите 40 маченици во Севастија и светите славни 40 битолски преподобни маченици, преподобен Филор, исповедник свети Кесари. Нека е напомош молитвата, чести денот од Бога благословен. Сега секогаш и во вечни векови. Амин.
еве денеска со молитвите, со вера, надеж и љубов дека браќа и сестри, еве и со биењето на камбаните ќе го дочекаме тој момент, бидејќи еве денеска послуживме божествена литургија, се помоливме, сите заеднички го помоливме Господовото име дека ете и овој свет храм ќе заличи и во биењето на камбаните со молитвите сега секогаш и во вечни векови. Амен. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Отче наш, и жеси на небеси, на срцина Твоем, да биде царството Твое, да биде воља Твоја ко небеси и на земји. Хлеб наш насушни даш нам днес, и остави нам долги наши, кои ми осем дошко нашим, и не веди нас во искушение, не избави нас од лукаваго, јако Твое царство, сила, слава, Отца и Сина и Святого Духа, ние присно и во веки веков. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи, кој се си направил со својот збор и си наредил на земјата, да раѓа многоразлични плови за наслада и храна наша, кои трите момчиња и Данила, кога биле во Вавилон, хранејќи со семја си, покажал посветли од онија што биле во сластна храна. Сам ти се благ цару, благослови ги овие лебови, вино, пченица и елеј, благослови ја ова приготвена трпеза во овој свет храм, посветен на 40 маченици, затоа добар Боже на онија што ова го украсиле и извршуваат слава и спомен, а се денешни кумови. Се молиме за здравје на благочестивите семејства, на Благорече, Дијана, Жаклина, Давид, Сања, даруј Господи да ни нивните семејства, роднини, пријатели, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Зашто ти си кој благословуваш и осветуваш се, Боже наш, и Тебе слава ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот, благиот и животворен Твој Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Свети маченици, страдајќи верно, се овенчавте, молете се на Господа да ги помилува нашите души. Слава Ти, Христе Боже, на апостолите пофалбо, радост на мачениците, чија проповед еднобитната Троица. Исаје, ликувај, дева зачна во утробата и роди син Емануил, Бог и човек исток му е името. Него величајќи го, дева ја прославуваме. Помилуј не, Боже, по Твојата голема милост и се молиме, чуј ни и помилуј. Господи, помилуј. И уште се молиме за милост, живот, мир, здравје и спасение на сите браќа и сестри кои што стојат на молитва, нивните семејства, роднини, пријатели
па и непријатели по молитвите на сите свети, Господи се Христе Боже, Ти се молиме, чуј не и помилуј. Господи, помилуј, зашто си милостив и човеколюбец Бог и Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот, благиот и животворен Твој Дух, сега секогаш и во вечни векови. Во на време се искачи Исус во Ерусалим, во Ерусалим при очната порта, имаше бања, по еврејски наречена Витезда, со бетремови во нив лежа, мнозина болни, слепи, хроми, сови, кои очекуваа се развижи волата, зашто до време на време бањата сегуваше ангел Господов и ја развижуваше водата, и кој прв ќе влезеше по развижувањето на водата, оздравуваше од каква и да било болест, да боледуваше. Да се освети оваа вода со силата, дејството и стигувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да биде оваа вода лековита за душите и телата, изгонување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да се испрати благодат за избавување и благословување Јорданово, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господ Бог наш да не покаже синови и ќерки наследници на своето царство, со пиењето, причестувањето, поросувањето од оваа света вода, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна и се наша Богородица, секојаш Дева Марија, Пресвета Богородице, спаси нас. со сите свети, самите србеци на живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твоје. Победи се православим христијаном нашим, нас опротивнија дарујај и Твоје сохрањај крестом Твоим жителством. На светите 40 мъченици се молиме, за здравје и спасение на Божите чеда се молиме. Ова е, добро, ова лепче. Сања, Оливер, Огнен, Максим, Маре, Трајче, даруем Господи духовно телесно здравје сега секогаш и во вечни векови. Амин. Велико име Свјата Тројице, Пресвјата Тројице, помагани, велико име Тројице, Пресвјата Тројице, помагани, велико име Тројице, Пресвјата Тројице, свети 40 мъченици помагани. Христос е помилуј нас и е и ќе биде. Живи, здрави и благословени да сте. Сега секогаш и во вечни векови. Амин. После со новите кумови ќе една половина ќе искачите во слава и чест. Господи, на светите 40 мъченици се молиме за здравје и спасение на Божите чеда, се молиме за благочестивото семејство на Благојче, Силвана, Анка, Маја, Александар, Дамјан, Марија, Роберт, Јован, Доменик и сите роднини пријатели. Даруjem Господи да го со здравје, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Велико име Света Тројице, Пресвјата Богородице, помагани, велико име Света Тројице, Пресвјата Богородице, помагани, велико име Света Тројице, Пресвјата Богородице, помагани. Христос е помили нас и ќе биде. Живи, здрави и благословени. Среќно кумство. Кој е уште кум? Денеска. Кој е лепче ваше? Ова? Во слава и чест, Господи, на светите 40 мъченици се молиме, за здравје и спасение на Божите чеда се молиме. Имињата? Добре. Jedan marker imaš Tako?
Светлана, Аце, Александар, Аце, Аце, Тања, Тања, Николина, Николина, Дамјан Дамјан, и Давид. Давид. Даруjem Господи, да благодаря со здравје, се секојаш и во вечни векови. Амин. Велико име се за Троице, Пресвята, Троице помагани. Велико име се Троице Пресвята, Троице помагани. Велико име се Троице Пресвята, Троице помагани. Христос е помеѓу нас и ќе биде. Живи и здравје, благословени, среќа, здравје и се најдобри желби. Почитувани мои, полна ми е душата што ете овдека се наоѓам во селото Свилковци. Полна ми е душата што овде се наоѓам во манастирскиот двор, во манастирот чие име го носи на 40 свети велико маченици. Полна ми е душата што овдека ете јас бев гостин на ова денешно прославување, кое што ова прославување беше во чест на 40 велико маченици. Но да бидам реален, почитувани мои, не ми се напушташе празнување во овдека, не ми се напушташе овој православен христијански празник, но мора да се заминам затоа што ме чекаат и другите села овдека во Скопскава регија и за нив и нив да ги посетам, да се видам со мештаните до овие села, а тие да ми ги раскажат многуте приказни што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби, и за нив да направам оврчего документарни записи со едно ветување дека пак ќе намирам овдека во манастирот чие име го носи на 40 свети велико маченици, пак ќе намирам, пак да се видам со мештаните и од селото Свилковци. Саде Господ на сите нам живот и здравие да ни дава.